са нещо около 23 часа, от кога вообичаено е за нощното радио да ја објави својата тема и да ги поздрави своите гости во студиото. Еве нешто како вовет. Вака, вечерва сторијата на ночното радио, на ночната програма е поврзана со настаните во Вселената. Од почетокот па на оваа 2018, па дури пред крајот на претходната година, се поактуелна е темата апокалипса на планетата Земја, што треба наводно да се случи во 2012 година, што ќе рече по некои 4 години. Причина е планетата Нибиру, чија патека на движење токму во таа 2012 година ќе мине во меѓупросторот на планетата Земја и Сонцето. При тоа, предизвикувајќи според некои најави вистински хаос на нашата планета. Земјотреси, цунами, вранови, ветрови, температурен дисбаланс, изливање на реки, езера и така натаму се непријатно. За овие наводни случувања некои подкрепа наоѓаат и во пророштвата на Нострадамус, а други пак настаните ги поддржуваат, ги подкрепуваат и со астрономски некои пресметки. Колку се ваквите предвидувања вистините, колку се тие реални? Одговорот ќе го побараме вечерва заедно со вас, почитувани слушатели. Како што реков пред малку, наш отворен телефон е 311-32-56, со напомена, по 24. А гостин во нашето студио е господин Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добро вечер, Зоране. Добро вечер. Пред да навлеземе подлабоко, посуштински во темата, би пренел на нашите слушатели неколку занимливи информации. Нибиру, тоа е името на планетата што ја очекуваме во 2012 година. На сумерски значи планета што лута низ Вселената. Сега прашање, како можеле сумерите пред 5000 години да ја одредат планетата Нибиру како 12-та планета, ако се знае дека Уран како планета е откриена на 13 март 1781 година? Дали се работи за супер интелигентен народ? Одговор ќе следи. Размислувајте и вие. Нострадамус го предвиде убийството на Џон Кенеди и појавата на Хитлер, нарекувајќи го Хистер. Дали е во право кога станува збори за планетата Нибиру? Во период од една година има до 7 затепнувања, од кои 4 месечеви, а само 3 сончеви. Нешто за астероидите, кои што исто така се закана или можат да бидат закана. Еве, астероидот под име 2007 ГУ-1 помина покрај Земјата на 2 месечеви растојанија или 720.000 километри. Неговиот евентуален удар со Земјата е еднаков на 2000 бомби фрлени некогаш во Хирошима. Страшно. Уште еден астероид. Астероидот под име 2004 МХ4 на 13 април 2029, значи нешто подосна од 12-та, ќе мине на 36.000 километри од Земјата. Што ќе се случи тогаш?
vraćаме малку назад. Сибирскиот болид од 1908 година кој експлодира во областа Тунгускаја во Сибир се слушна на 100 километри од епицентарот на експлозијата и бутна луѓе на земја на растојание од 400 километри. Ама доколку овој астероид доцнеше 4 часа, денеска градот Санкт Петербург ќе беше само историја. Во просек вакви астероиди како Сибирскиот болид удираат на земјата од 300 до 500 години. Ако ви е некаква утеха, шансите ваков астероид да удри во некој урбан дел од Европа се 1 спрема милион, а во Македонија 1 спрема 10 милиарди. Астероидот кој ги уништи диносаурисите пред 65 милиони години потекнува од групата астероиди наречени Баптистини, кои се судриле меѓу себе пред 160 милиони години. Како штета што се случи тогаш, и на ова прашање ќе побараме вечер во одговор. Дали знаете дека во времето на диносаурусите деноноќието траело околу 16 часа? И денеска постои кратер од овој астероид за кој премалку говорев, наречен Чикшулаб на Јукатан во Мексику со диаметар од 180 километри. И на крајот еве нешто и за љубителите на астрологијата. Сите родени во периодот од 30 ноември до 17 декември не се стрелци, туку змијоносци. И конечно, еве, уште еднаш добре дојде за Зоран Милчевски, да кажеме уште еднаш ни доаѓа од Скопското астрономско друштво. Колку ве возбудува ова 2012 година вас астрономите? Добро, тоа е само еден дел од пишувањата, што беше, мислам, во последно време приказките што беа околу НЛО и појавата на НЛО некако на некој начин замре од причина што НЛО-то никако не се појави. Значи, само луѓе го гледа, а никаде не се појави контакт на некое човечко суштество веќе од земјата со... А што е со Розвел? Што е со случајот во Розвел, каде што се тврди дека сепак се најдени трупови од вонземјани, има во тоа вистина или нема? Смисла ми, ти сигурно ке речеш нема. Видите, мислам дека една теорија околу НЛО-то никако не може од и самите уфолози да побијате тоа, да доколку некој има таа моќ, има таа технологија да долета од некоја си друга галаксија. Тоа зашто не ви поставил контакт, така? Да, тоа зашто не ви поставил контакт, вечното прашање, да, супериорен во однос на нас. Мислам дека тоа се дел од тие приказки некаде од 47 година кај што потекнуваат па навека. Сега на некој начин тие приказки веќе стана така, да не речем досадни, и се веќе човештвото бара нешто ново, нешто што ќе го заинтересира. И во тој контекст нели се открива планета. Дали Нибиру планетата, да? Дали оваа планета е приказка за да ја разбиеме монотонијата и реалност? И ова планета, гледано од астрономска гледна точка, не представува никаква закана и не е никаква реалност. И мислам дека ова планета е само еден плод на самата шампа на некои луѓе кои што баш немаат некој големо познавање од астрономијата, зашто самите факти што се наведени во оваа планета немаат никакви допирни точки со основните
закони што се наоѓаат во астрономијата. Мислам, и од таа причина и вие во самата најава рековте дека планетата Уран као седма планета е откриена 1881 година, нели? А веќе пред 5000 години, значи сумерите знаеле за 12 планети. Значи тие 12 планети не ги спомнуваат овие 9 што се, значи започнувајќи од Меркур па до Плутон, и плюс тоа го земаат Сонцето, месечината, и као 12-та планета ја земаат планетата Нибуру, нели? Што значи планета на поминување или планета на што лута низ космосот. Така да околу... Точно ли е дека оваа планета ќе дојде во меѓупросторот на Сонцето и планетата Земја? Па, не, нема никаква... не може во никој случај, мислам, да дојде, затоа што таа едноставно, таа планета не ни постои. Не ни постои, зашто, еве, од еден класичен пример, мислам, денеска сме 2008 година, значи она доаѓа некаде 2012 година. Како може да дојде кога не постои? Па, пак ќе речем, тој е плод на некој си кој што те сака да излезе од анонимност, да направи некој тираж кој што ќе се, да речеме, ќе се зголеми потрошувачката на весниците на овие емисии што се поврзани со. Иначе нема никаква астрономска логика со појавата на оваа планета, зашто видите, еве, да речеме за 4 години да дојде. Она значи ако сепак таа планета постои, не се наоѓа некаде позади Сатурн плика или кај Уран некаде. Затоа што за 4 години да дојде од некоја од надвор од сончевиот систем, значи она би требала да патува со отплика со брзина на малтене со брзина на светлината, така да нема ништо до тие такви пишувања, мислам, што се околу оваа планета, што се дадени, мислам.